Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Државниот завод за ревизија потпишаа меморандум за соработка во пресрет на предстојните локални избори. Како што соопшти ДИК, со овој меморандум, трите институции ја зацврстуваат својата определба за непосредна соработка, координација и взаемна помош при спроведувањето на одредбите за финансирање на изборната кампања, размена на информации и податоци, како и навремено постапување по утврдени неправилности. Посебен акцент е ставен на транспарентноста во финансирањето на изборната кампања, преку редовна размена на финансиски извештаи, како и на заеднички активности за унапредување на почитувањето на изборната регулатива, со цел спроведување слободни, фер и демократски избори. Меморандумот предвидува и меѓусебна соработка во делот на постапување по представки, приговори и други постапки од заеднички интерес, консултации и размена на искуства, како и создавање и имплементација на заеднички проекти, се наведува во соопштенијето од ДИК. Со потпишувањето на овој документ, како што се наведува, ДИК, Државната комисија за спречување на корупцијата и Државниот завод за ревизија испраќаат јасна порака за нивната решителност да обезбедат кредибилен изборен процес и да зголемат довербата на граѓаните во институциите и изборите. Жените пратенички од клубот на пратенички во собранието упатија заедничка реакција со која апелираат за доследно почитување на законите, како и за навремена и ефикасна реакција на институциите во случаите на насилство врз жените, особено при спречување и превенција на фемицид. Ние едногласно ги поддржавме измените на кривичниот законник со кој фемицидот се препознава и се третира како кривично дело. Бараме од надлежните институции да ги преземат сите мерки за заштита на жртвите и превенција на фемицидот, се вели во заедничката изјава. Пратеничките остро ги осудија зачестените случаи на свирепо насилство врз жените, оценувајќи дека е неопходна целосна и сериозна ангажираност на сите релевантни институции. Во реакцијата се посочува дека судските органи мора да ја земат предвид Истанбулската конвенција, која е веќе ратификувана, како и измените во кривичниот законник, кои се усогласени со оваа меѓународна обврска. Европа и медитеранските земји беа погодени од рекордна суша во август, која зафати повеќе од половина од земјиштето според податоците од Европската унија. Минатиот месец 53% од регионот беа погодени од суша, рекорд од почетокот на мерењата во 2012 година, според програмата на Европската унија за климатски промени Копетникус. Бројката е далеку над просекот за август во периодот од 2012 до 2024 година, која изнесува 30,1%. Источна Европа и Балканот беа силно погодени. Илјадници жители беа евакуирани. 2 лица загинаа поради шумски пожари во балканските земји, поттикнати од високите температури. Ситуацијата беше катастрофална и во Западна Европа, при што Португалија забележа намалување на дождовите во 70% од земјата. Франција, која во август беше погодена од вториот топлотен бран во летото, се соочи со недостиг на вода во 2/3 од земјата. Особено тешка ситуација ги зафати неколку земји во источниот Медитеран, каде што над 90% од Ерменија, Грузија и Либан беа погодени од суша. Турција, која страдаше од недостиг на вода во 84% од својата територија, се соочи со бројни пожари. Растот на температурите се одговорни за смртта на околу 16.500 лица во Европа во текот на ова лето, се наведува во студија на група британски истражувачи на климата и здравието. Во земјите најтешко погодени од топлотниот бран – Романија, Бугарија, Грција и Кипар, каде температурите беа и до 6 степени Целзиусови повисоки од просекот. Во периодот од 21 до 27 јули се проценува дека имало околу 11 смртни случаи дневно на 1 милион луѓе. Европската унија мора да бара трговски договори со земји како Индија за да ја намали зависноста, бидејќи повисоките царини за увоз од Соединетите Американски држави го принудуваат блокот да ги диверзифицира своите врски, изјави претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Сакаме да постигнеме договор со Индија оваа година, рече фон дер Лајен на конференција со германски бизнис лидери, додавајќи дека индискиот премиер Нарендра Моди ја уверил во својата посветеност на целта во телефонски разговор. Во преговори сме со Република Јужна Африка, Малезија, Обединетите Арапски Емирати и други, додаде таа.
Времето денеска ведро и посвежо, прикудено од сончево. Ќе дува слаб до умерен наместа долж по вардарието, повремено засилен ветер. Во Скопје сончево време со слаб до умерен, а во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Во наредните денови следува период на сончево време со посвежи утра, а дневната температура ќе биде во постепен пораст. Особено топло ќе биде во деновите од викендот и во почетокот на следната седмица, информираат од Управата за хидрометролошки работи.